Навистина се гордееме што рисот, да речеме, од едно речиси митолошко суштество низ годините, го сведовме на ретко, ендемско и таинствено, но сепак животно на кое што е веќе повидливо на некој начин кај општата јавност, на кое што се повеќе може да се гордеат луѓето. На терен рисот го истражуваме со фотозамки. Тоа е, да речам, во сршта на нашата работа, иако тоа не е исклучиво само користење на овие уреди, но тие се можне згоден начин да се истражуваат видови кои што се доста таинствени, ретки, а истовремено и предпазливи. Овој метод се користи веќе со години во заштитарството и не само за рисови, за какви било други животни. И она што е згодно кај камерите е дека тие се доста дискретни, се активираат на движење и ние честопати ги поставуваме во шума, патеки, врвици за дивеч, во кој што очекуваме дека би прошол рис. И освен рис, секако дека имаме и многу други фотографии од други животни, но тоа само дополнително ни ја заокружува приказната и сликата за тоа какви се жители има во шумата. Потувачката изложба е еден начин да допреме до јавноста преку разните средства со кои што ние тоа го правиме, но на известен начин да ја отслика нашата научно-истражувачка работа од една страна, а од друга да го представи балканскиот рис како еден таинствен жител на шумата. Во принцип представува и селекција на 21 фотографија, која што ние направивме од мноштвото фотографии кои што ги имаме собрано низ годините наука и истражување на терен. Тоа што го прави редок, за жал се е од неубави работи. Ние честопати се гордееме, тоа е нашиот ендем, ретко животно кое што опстојува во само мал број, главно во Македонија, го има на Албанија и на Косово, но причина за тоа вака историски гледано, па и земајќи ги денешните прилики, се заканите кои што му предстојат на рисот, почнувајќи од криволовот, кој што може би е редок, но колку и да се случува за една популација која што е толку мала, значи практично десеткување на целата популација, дури само една единка ако се изгуби. Криволовот потоа или прекомерниот лов, истовремено непланскиот лов на неговиот плем е исто така голема закана, расцепкувањето на неговите живеалишта, уништувањето едноставно на сите тие простори каде што тој може да опстојува, да си најде свое склониште, да се размножува, да одгледува потомство. И во низата закани, како најактуелна која што во последно време се повеќе ја истакнуваме, тоа се проблемите, односно заканите од генетска природа. Овој подвид, бидејќи балканскиот рис е подвид на евразискиот рис, е означен како критично загрозен. Тоа значи дека има многу мал број единки, заканите се уште постојат и тоа значи дека навистина треба силно да работиме на неговото закрепување.